Добро утро, секое утро, драги наши почитувани гледачи. Ова утро, во Добро утро, секое утро, разговараме на една тема која што на сите нас, а се разбира и вас, ќе ви биде премногу интересна. Разговараме за македонските амбасадори, но оние вистинските, не политичарите. Како е можно македонски ученици од основното општинско училиште Кочо Рацин од Скопје да ја представат Македонија на интернационалниот фестивал во Италија, се работи за интернационален музички фестивал во Италија, сите бои на уметноста и не само да ја представат државата, туку да отидат, да видат и да се вратат со прво место. Добро утро, секое утро. Добро утро. Како поминавте? Колку време се подготвувавте за да отидете и да ја представите државата и дали отидовте со мислата во глава да ние одиме да победиме? Пред да почнам со одговарање на вашето прашање, само би сакала да напоменам како ние дојдовме до оваа идеја за да отидеме до Италија. Со оглед на тоа дека години наназад ги освојуваме првите места овдека во Македонија на хорските надпревари. Исто така сме учествувале на повеќе интернационални надпревари и фестивали што се одржуваат тука во Македонија и веќе почнав да размислувам, ми дојде една идеја да си ја пробаме среќата надвор од нашата граница. Разгледував повеќе фестивали и на крај некако најпримамливо ми беше посетата на Италија, го открив овој фестивал и така се одлучив да аплицирам, отидовме и се вративме со награда. Подготовките течеа некои 5-6 месеци. Точно пред една година ја добив идејата и некаде во второто полугодие се решив, нели ја одбрав програмата со што ќе настапиме, како ќе се подготвиме и така. Направивме една мала пауза за време на летниот период и некаде септември месец, со почетокот на учебната година, малку поинтензивно течеа подготовките. Инаку таму престојувавме 5 дена. Самиот настап беше 4-тиот ден, а останатите денови имавме доста активности кои што беа организирани од самиот фестивал. Например, имавме дегустација на италијанска храна и специјалитети, па потоа не однесоа до Сан Марино. Имавме разглед на градот Римини, посетивме доста значајни историски знаменитости од времето на Римската империја. И најзначено нешто за нас, што ни остави најголем впечаток, е посетата на катедралата, во која што добивме една многу ретка можност од свештеното лице таму, од попот, бидејќи учениците беа толку дисциплинирани кога тој кажуваше за историјатот на самата катедрала, која е изградена во 13-тиот век, добивме една ретка можност не покани да отпееме една наша композиција, на наше големо задоволство. Толку се воодушеви од нашиот настап, што посака дури и да се фотографира со нас. Понатаму, на денот на самиот настап, тоа беше 4-тиот ден, се подготвувавме во предпладнивните часови, имавме генерална проба. Целиот настан се одржа во театарот кој се наоѓа во центарот на Римини, еден убав стар театар, во конкуренција од некаде 15 на земји. Меѓутоа да нагласам дека ние бевме единствени од Македонија, имаше од повеќе други држави. Во однос на програмата можам да кажам дека настапивме со тема фолклор, се представивме со 2 композиции во моја обработка за хорска изведба, за детски хор. Тоа сакам да напоменам дека тоа се тригласни композиции, бидејќи тригласните композиции се едно повисоко ниво за пеење и нормално повеќе се бодува и повеќе се вреднува овој начин на пеење. Првата композиција беше сплет од народни песни, а втората обработка на една позната наша додолска песна, на која што имавме еден сценски настап и можам да кажам дека се представивме во најдобро светло, ние како училиште, си ја представивме нашата општина Центар и секако нашата држава, бидејќи бевме единствени од Македонија. Наставничке, како се чувствуваат децата? Сакат ли наредната година пак да одат? Како беше моментот и за вас како наставничка, која 6 месеци активно ги спремала децата да учествуваат? Сте ја спремале композицијата, тоа сигурно биле макутрапни денови со часови и часови работа за да добиете прво место. Какво беше чувството кога општина Центар
Република Македонија го освои првото место на интернационалниот фестивал во Италија, не било каде, во Италија. Впечатоците се огромни, задоволството исто така. Што да кажам, значи кога не прогласија за победници, се качевме на бината, се скандираше името Македонија, бевме сите пресреќни, не облеа едно големо чувство на среќа и радост. Се вееше нашето знаме, така да јас исто како наставник се чувствувам многу горда, бидејќи на некој начин ова е печат на целата моја работа досегашна. Целиот мој труд што сум го вложувала во пробите и на часовите за хорско пеење, меѓутоа сакам да напоменам дека успесите доаѓаат само по себе, со нели работа, а исто така кога имате еден добар ментор покрај себе, морам да ја пофалам мојата долгогодишна советничка госпоѓа Анкица Витанова, која несебично ми ги пренесе сите тајни стратегии, техники и методи за работа со детски хор, така што кога имате добар ментор и кога сте упорни во работата, успесите се неизбежни.